Почитувани колеги, предлогот за двосменско работење на градинките, јас морам да кажам дека сметам дека е добар и сметаме дека е добро да се воведе втора смена. Меѓутоа, предлагачите односно носителите на оваа одлука не успеа да обезбедат услови за да може втората смена да функционира. Од повеќе причини. Првата причина се предлага да втората смена работи до 9:30, односно до 21:30. Тука веројатно сака да ги апострофира или ги зема во предвид само оние институции кои што се државни и кои што ќе работат до 21 часот. Да ве известам дека има жени кои работат во шивачки погони кои работат до 22 часот, има жени кои работат во угостителство кои работат до 12 часот, значи она не може детето кој го оставила втора смена да напушти работа за да дојде детето да го земе. Што значи дека работното време мора да биде до 12 часот. Како што прва смена започнуваме од 6 часот се бајле да ги примаме децата и ги чуваме до 6 часот попладно, односно до 18 часот, иако родителите во 16:30 треба да ги земат, затоа што најголем дел патуваат со автобуси, значи со градски превоз, некои од нив остануваат и подоцна на работа и значи градинките се тие кои што не можат да затворат градинката, детето да го исфрлат надвор, тука ги чуваат и во ваква ситуација ние е веќе до 18 часот, што значи дека ова работно време до 20:30 е промашена работа и не може да се имплементира. Значи, ако имаме работно време во втора смена, тоа мора да биде 24:00. Тоа е првата работа. Втората работа, што е многу битна, ние грејењето го имаме од 5 наутро до 5 попладне, односно до 17 часот. Од 17 часот попладне до 23 навечер, тоа се 6 часа, прашувам јавно кој ќе го плати тоа грејење. Значи, тоа е од прилика 50% од поштоескиот трошок за грејење. Ако сега имаме 25 милиона денари за грејење во сите градинки, за една грејна сезона, тоа значи дека 12 милиона ќе имаме плюс. Односно 12, 12,5, 13, значи некој треба да ги билансира тие средства во буџет, за да градинките не ги внесуваме во долгови, да им таксираат камати и така, натаму и така натаму. Втората работа, за работа во втора смена, потребен дополнителен персонал. Имаме деца нулта група, значи од 0 до 2 години, имаме од 2 до 3, од 3 до 4, од 4 до 5 и од 5 до 6 години. Значи тоа се повеќе старосни категории. Ние не може да имаме само згрижувачката компонента. Значи вие децата ги оставите у градинки, само некој ќе ги чува, ќе им дава да. Значи мора да има воспитна образовна компонента. Тоа значи дека воспитувач не може еден воспитувач на сите групи да биде. Минимум што треба да има двајца. Па да се поделат во нивното функционирање. Попладне мора да има исто така кувар, затоа што храната мора да биде свежа, што ќе се приготвува. Така бараат стандардите, така бараат Завод за домаќинство, така бараат контролите од Министерството за труд и социјална политика. Хигиеничарка задолжително треба да има и она што е најбитно. Значи, кога стануваат децата до 18 часот зимно време, задолжително со негователот кој останува и една чистачка, затоа што се плашат да останат сами. Разни луѓе влегуваат во градинките и така натаму. Значи, ми се јавува нов проблем. Во тие ноќни часови, значи негователките се плашат да останат сами, барат обезбедување. Значи, зборам многу реално. Нема трунка политика во ова работа. Сметам дека Министерството имаше доволно време. На 10 јули е донесена одлуката, до 6 август, значи имаше можност, бидејќи се правеше ребаланс на буџетот, да се обезбедат дополнителни средства за оваа работа и во исто време да се обезбедат дополнителни вработувања. Што ми е зборот? Во Мајски цвет имаме 39 деца кои би оделе во втора смена. Во Пролет 44, во Орце Николов некаде над 40 деца и во Распејана младост не се имаат изјаснето. Значи тоа се негде над 120 деца. Поредот на нештата, ние би се организирале, например, во 3 или 4 објекта
да работат во втора смена. Ама и во тие 3 или 4 објекта по 5 до 7 луѓе, значи пак нас ни требаат меѓу 20 и 30 нови луѓе. Зошто ова ви го зборам? Ова ви го зборувам затоа што, например, градинката Пролет, денеска во однос на 2006 година, има 250 деца повеќе. 520 деца имала 2006, денеска има 770. Тогаш имала 114 вработени, сега има 73. Кажете ми, како може таа градинка уште да обезбеди работа во втора смена? Градинката Мајски цвет, значи сега има 650, колку жани имате? 657. А сте имале 500 и мислам и 20. Капацитетот е 540, а имаме повеќе. Не, во однос на 2006. Значи, бројот е многу поголем, а и они имаат, значи, од 103, сега се 95 луѓе персонал. Значи, негде имаат 150 деца повеќе. Не, 73 сме сега. Сега сте 73. Значи, а биле 95. Значи, само во градинката Орце Николов имаме зголем број на деца, а персоналот е само за двајца помалку. Не за двајца, готово исто останува. И распеана младост имал 168, денеска има 250 деца, а и тогаш имал 31 персонал, денеска има 29 луѓе. Што значи дека бројот на персоналот е намален, а бројот на децата некаде, да речеме, значи во сите градинки кои ќе земете, вие имате сигурно над 450, скоро 500 деца. Што значи дека таа е голема група. За да се формира втора смена, тоа значи треба да уди на уштрб на првата смена. Ние имаме ситуации кога 40 деца, ве молам, внимателно треба да ги слушаме овие работи. Кога имаме 40 деца, во една група ги гледа една негователка. И сега може да замислите сега како ние од таа група ќе земе неговател за да можеме да префрлиме во некоја друга група. Уште еднаш сакам да повторам дека во ова работа нема трунка политика. Јас ве молам, значи не можеме да воведеме втора смена. Министерството може, ако сака да си обезбеди од антикорупцијска, значи согласност за вработување на луѓе, да вработиме луѓе. Се уште не е почната грејната сезона. Грејната сезона ќе почне од 15 октомври. Ако добиеме оваква согласност дека трошоците што ќе бидат за дополнително грејење и електрична енергија бидат компензирани, бидејќи ќе се почне од 15 октомври, потоа не знам како, дали нов ребаланс ќе прават или не знам што, можеме да донесеме таква одлука. Во спротивно, ние не можеме да донесеме ваква одлука, затоа што знаете дека и самите во изминатиот временски период бројот на негователите, воспитувачите, помошниот персонал постојано се одеше во пензија, а многу помалку доаѓаме. До некаде се санира со министерот Дима Спасовски, кој што одобри, значи, за овој мандат преку скоро 30 одобренија за вработување, да не се тие 30 вработувања во градинките, рачунете дека уште полоша би била состојбата во дечјата заштита. И затоа јас предлагам заклучокот да биде дека не можеме да воведеме втора смена, сакаме да соработуваме со Министерството за труд и социјална политика, да најдеме решение за дополнителниот кадар, да се најде решение за зголемените трошоци и нема проблем, ние се ставаме на услуга на граѓаните. Сметам дека нема логика секоја градинка да работи и втора смена, сметам дека секоја, да речеме, од 4 градинки, ако во една нема интерес, ама во 3 останати може 3 или 4 објекта да работат, за да бидат скрижени сите деца, но тука, пак повторувам, се работи за 30 луѓе кои што дополнително треба да бидат обезбедени, кои што ќе бидат како помошен персонал, така и носечки персонал, односно негователки, воспитувачки, кувари, чистачки, па евентуално и обезбедување и така натаму и така натаму. Затоа молам и колегиве од Социјалдемократскиот сојуз, не го сваќате како политика, значи со најдобра намера. Предлогот ќе повторам, е добар за втора смена, морале малку посериозно да го разработат. Размислувањето да втората смена има само згрижувачка компонента е катастрофа. Само згрижување, знаете, вие овците може да ги ставите у трло
и да им дајте да пијат вода и да јадат. И толку. Они се згрижени. Овците не се воспитуваат, ама децата мора и да се воспитуваат во градинката. И таа втората е уште дури многу побитна од првата. И до 21 часот ако работи, што ќе правиме со луѓето што работат до 11 часот, а ќе дојде да го земе детето во 12 часот, и како на тие луѓе ние ќе им го продолжуваме работното време, односно по сите правила луѓето ќе си пријавуваат во инспекции, ќе си барат да им се плати и така натаму и така натаму. И згоре на тоа морам да ви кажам, значи колеги, има негователки кои што ми велат вака: градоначалнику, ние работиме за 13.000 денари, не работам попладне и не работам сабота. Ако треба да работам за 13.000 денари и да работам попладне до 12 часот, па да сидам дома во 1 сат, пошто со автобус одам, и ако треба сабота да доаѓам, извини, или ќе си дам отказ, или ќе се влечам на боледување. Така да знаете, значи имаме сериозен проблем и кај персоналот кој што е внатре во градинките. И затоа молам да ја разбереме оваа работа, јас се обидов и неколку пати да се пренесе на министерот за труд и социјална политика, дека сепак не треба, како да кажам, да избербатиме ова добра идеја на самиот старт, а можеме добро да обмислиме и таа да функционира во интерес на граѓаните, на најмладите жители на нашата општина. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор по однос на оваа точка од дневен ред? Бидејќи никој не побара збор, го затварам претресот и на гласање го ставам предлог за заклучокот по доставеното известување од Министерство за труд и социјална политика за воведување двосменско работење во јавните установи, општински детски градинки на Порешен општина Карташ. Кој е за, го молам нека крене рака за предлог за заклучокот. 14. Против? 7. Констатирам дека со 14 гласа за и 7 против е донесен заклучокот по доставеното известување од Министерството за труд и социјална политика. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, ја затварам 73-та седница на Совет на општина Карташ.